Продолжуваме ние со Добро утро секое утро и нашата утринска програма. Јас понеделнички ќе поздравам мојата драга Суза. Добро утро и ајде понеделнички, убав ден, убаво утро и убава недела нека ни е. Благодарам исто и тебе и на гледачите, се разбира, затоа што навистина понекогаш понеделниците знаат да создадат еден притисок, една тензија, ама понекогаш се и убав старт на нешто ново поинако. Така. Но еве и многу интересна понеделнички тема за сите нас, како што јас кажав, ќе не едуцира малку околу тоа нашата драга гостинка Татјана Тасевска од Организацијата за потрошувачки права, заштита на потрошувачите и нивните права. Нашите права, заштита на потрошувачите, мислам дека не ги знаеме онака како што треба доволно да ги знаеме. Се надевам дека ќе се согласите со нас и токму затоа ова утро сте тука за да ни појасните малку повеќе токму околу тоа. Така ви благодарам најнапред на поканата. Секогаш ми е драго да бидам во студиото и секако да ги едуцираме потрошувачите. Иако ние веќе 28 години работиме на заштита на потрошувачите и оваа тема постојано ја зборуваме, сепак мислам дека повторно не сме доволно запознаени. Потрошувачите, бидејќи се појавуваат нови работи, значи потрошувачката политика е динамична, опфаќа голем опсек на права кои што ги имаат граѓаните и поради тоа постојано има ново и ново нешто што треба да го научиме како потрошувачи. Уште еднаш добро утро и добре ни дојдовте со заповели. Благодарам, да. Една од најповиканите во Организацијата за потрошувачи, Тања, благодарам што е вака од рано наутро ќе им дадеме по некои упатства, подсетувања, ама и инструкции на сите потрошувачи, бидејќи сите ние сме во улога на потрошувачи секојдневно. Како што рековте, 28 години веќе го правите ова и верувам дека се уште има нејасноти и се уште има луѓе, потрошувачи, наши сограѓани кои што се наоѓаат затекнати помеѓу реалната состојба и она кое што го читаат некаде. Какви дополнувања се вршени во Законот за потрошувачи кои се актуелни, а можеби треба да ги спроведеме денес? Така. Ја би споменала дека се менува и полето на работа. Значи, ако претходно имавме повеќе јавувања од потрошувачи кои што се однесуваа на исхраната, на производи со поминат рок, на расипливи производи во маркетите, сега тоа толку веќе не е изразено, меѓутоа сега се појавуваат некои други моменти. Еве сега имаме, да речеме, овој период многу проблем со онлайн продажбата, потоа се појавуваат финансиските услуги како поле на кое што ние како Организација на потрошувачи треба да работиме и мислам дека еве сега минатата година, таму ноември 2022 се донесе нов закон, одиме кон Европа, постојано нови директиви се вклучуваат и во нашата законска регулатива и можеме да кажеме дека во овој домен сме усогласени како земја со правата кои што ги имаат и европските потрошувачи, меѓутоа кај нас малце секогаш фали она примената на законот и секако фали едукацијата на потрошувачите кои што мора да си ги знаат своите права за да можат да реагираат. Ако, например, во новиот закон на потрошувачи, законодавецот се обиде да ги регулира распродажбите. Ако знаете, порано на сите излози имавме распродажба, тотална ликвидација и така натаму, па сега тоа веќе не може да се прави, бидејќи го регулира како сезонска распродажба која е во точно определени периоди во август и во декември и два пати во годината, меѓутоа нашите трговци се многу досетливи, бидејќи има можност сега за акцијска продажба која што трае 30 дена, па сега ако забележите на излозите, сегде ќе видите акција, значи сега во тој дел повторно они истото го прават, меѓутоа не го нарекуваат распродажба, туку го нарекуваат акција, а ако влезете во продавниците ќе видите дека можеби 5-6 артикли се на акција, а она останатото не е. Понатаму, например, мора да знаат потрошувачите дека ако купат еден производ,
не им одговара по боја, форма, големина и така натаму, може да го заменат Во рок од колку кога денови? сакаат, во рок од 15 дена. И да им бидат вратени парите. Да, Значи да тоа им е бидат- нешто што дефинитивно многу трговци не го практикуваат, односно не им дозволуваат Или на да им се замени ако сакаат нешто друго, или да им ги вратат парите, но секако треба да знаеме дека треба да имаме фискална сметка и треба тој производ да не е користен. Така. И сега помалце потрошувачите ќе се јават па викаат јас сакам да го вратам, меѓутоа веќе го употребил. Во тој случај не може. Ако веќе сте го користеле, тогаш има други одредби кои што се однесуваат на недостаток на производот. Ако сметате дека нешто не е во ред, дека не знам, техничкиот производ се расипал, дека текстилот веднаш пукнал и така натаму, тогаш има или чевлите се распаднале во за првите 3 носења, така, да. значи во тој случај има сообразност, има недостаток, треба да се покрене се друга рекламира. постапка. Тогаш веќе се рекламира и тогаш ние како потрошувачи исто така треба да знаеме дека имаме право да поднесеме потрошувачки приговор кој што го доставуваме до трговецот најпрво и чекаме да ни даде одговор. Можеби голем дел од трговците и позитивно ги решаваат проблемите, некои можеби нема да ги решат позитивно, па понатаму има друга постапка, може да се јават кај нас, може да се јават до надлежните инспекцијски служби и така натаму. Да. Предпоставувам дека имате навистина многу работа, но еве јас би се вратила повторно на почетокот на храната, на сео на кое што ние секојдневно го купуваме и мораме да го купуваме, се разбира, бидејќи обувки, облека и така натаму не купуваме секојдневно, иако можеби има и такви кои често пати купуваат во месецот, но со оглед на економската моќ на поголемиот дел од нашите сограѓани, ние за жал секојдневно купуваме храна. Кажавте дека им се поретко пријавуваат за расипана или храна со поминат рок и така натаму, но нешто со кое што се соочуваме со оваа зголемена инфлација последниве 2 години е промената на цените. За гарантирана цена беше нешто кое што уште во ноември минатата година ни беше пласирано, меѓутоа тоа многу брзо заврши. Има ли нешто за гарантирано во поглед на трговските околности и можеме ли да рачунаме дека на вистина она што ќе го видиме денеска на рафтот како загарантирано, вистински е загарантирано? Повеќе нема. Значи, знаеме дека владата е укина одлуката за гарантирани цени, кои за одредени основни прехранбени производи имавме гарантирана цена. Меѓутоа, таква одлука веќе нема. Сега се донесе законот за нефер одредби во делот на прехранбените производи, кој што се очекува да ги регулира цените на прехранбените производи, бидејќи во тој случај сега ќе се прават договори, ќе се ограничи маржата на трговците, дека не може да биде повеќе од 10%. Тоа значи дека секој трговец си ја диктира сопствената цена како ќе си ги продава своите, зависно како ги набавил и колкава маржа си одредил. Зависно од договорот кој што го склучил со земјоделецот, добавувачот и така натаму, така и ќе биде дефинирана цената, меѓутоа ќе се обидат во делот на маржата да ги ограничат за да не можат на вистина многу да се качат цените, меѓутоа тој закон сега е донесен пред да речам недела дена, примената му е за 6 месеци. Во овој период не знаеме што ќе се случува. И уште колку промени ќе се случат. И уште колку промени ќе има на цените, иако нели надлежните институции, владата рекоа дека ќе го пратат тоа и дека доколку повторно се случи такво нешто, да има енормно покачување на цените, повторно и ќе се донесе некоја одлука за гарантирани цени. Во овој момент можеме да видиме дека имаме благо покачување на цените од моментот на укинување на во некои маркети, во некои можеби е повеќе, во некои помалку. Меѓутоа сега потрошувачите се доведуваат повторно, имајќи ја во предвид нашата економска моќ, односно немоќ, да не си купуваат од најблискиот маркет, туку постојано да ги пратат повторно акциите на производите, па не знам, ваму било поевтино, па таму било поскапо, па постојано одат од еден до друг маркет за да можат да си се вклопат во буџетот кој што го имаат и да си ја дотуркаат, нели да го дотуркаат месецот до крајот со сопствениот буџет, бидејќи како што рече, можеби облека не мора да купиме, меѓутоа храна на трпезата мора да има секој ден.
Она што, еве, кај нас понекогаш реагираат на граѓаните исто, јас велам трговците кога требаше да ги залепат гарантираните цени, оние налепниците се жалеа дека немаат време, дека им треба време да се прилагодат, меѓутоа кога требаше да ги изведат тоа преку ноќ го извадија. Експресно беше, другиот ден веќе ги немаше тие цени. И сега понекогаш се жалат граѓаните дека некои производи, вика, на гондолата има една цена, на касата кој ќе одам веќе ми се наплаќа и најчесто повисока цена. Никогаш не се случило да има пониска цена на гондолата, да има повисока, а таму да ви наплатат пониска. И што правиме во тој случај? Еве, мене редовно ми се случува, мене од што ми е непријатно да реагирам, па останувам тоа така да помине, бидејќи веројатно ќе го пореметам редот на сите позади мене и навистина човек се фаќа себе си во непријатна ситуација. Она што можете да го направите е само да реагирате и да го вратите производот, да речете не благодарам, не сакам, бидејќи јас можеби во мојот джеп имам толку пари колку што пишувало на гондолата, можеби немам повеќе да дадам. Можеби баш само заради тој производ сум дошла. И заради тој производ сум дошла, во тој случај треба да реагирате, да го вратите производот и секако доколку сте спремни можете да пријавите до надлежните инспекциски служби да се направи контрола, бидејќи тоа не смее да се случува, бидејќи цената која што е на производот на гондолата и она што е на касата треба да биде идентична. Така. На кои слабости најчесто сте реагирале изминативе 28 години, бидејќи како и секој закон и законот за потрошувач има свои слабости? Слабости има, меѓутоа јас кога почнувавме ние немаше закон за потрошувачи. Тогаш имаше некои одредби дисперзирани во повеќе закони, па беше тешко да се снајдеме и ние правниците, а камоли потрошувачите. Сега велам каков и да е законот е подобар од никаков. Мислам дека постојано се усогласува, постојано има да речам не ете некој... Се следи ли слухот на потрошувачот? Имаат ли тие простор каде оставаат свое мислење? Па најчесто преку нас. Најчесто ние детектираме некои проблеми со кои се соочуваат потрошувачите, па ги пренесуваме, бидејќи представник на нашата организација е член на Советот на потрошувачи на владата, каде што се собираат повеќе институции и најчесто таму се пренесуваат оние детектирани проблеми, колку не слушаат тоа е друго прашање, понекогаш се прифаќаат, понекогаш не, меѓутоа сепак можат потрошувачите, значи како се јавуваат и ние детектираме одредени проблеми. Еве сега, например, во овој период изминатиот, знаеме дека после короната сите повеќе се навикнавме на онлайн продажба. Купуваме многу работи онлайн. Тука многу измами, многу манипулации, многу нејасни ситуации, немаат граѓаните навистина место каде да се пожалат, каде да се поплачат. И за жал во многу случаи не можеме ни да им помогнеме. Затоа ние постојано велиме и трговците понекогаш се бунат, викаат ќе ни го уништите бизнисот. Ние велиме да за трговијата, меѓутоа таму каде што е легална, бидејќи на нив овие што не се легални им прават конкуренција. Таму каде што ќе ви дадат сметка, каде што ќе ви дадат фактура за платеното, меѓутоа најчесто проблемот настанува на при купувањето на социјалните мрежи, Facebook, Instagram и така натаму, секој нешто нуди, нешто продава. Позади тој портал најчесто стои физичко лице кое што од дома седи некаква сомнителна роба продава, едно нуди, друго ти носи. Друго ти носи и потоа кога ќе дојдеш во момент да реагираш, да речеш ова не е тоа ја што го нарачав, ќе те блокира. Ќе те блокира, немате кај да го најдете, меѓутоа нема ни кај да се пожалите. Се јавуваат кај нас постојано, можеби денеска 10 души ќе се јават со таков проблем или ќе пишат, меѓутоа доколку немате сметка, не можеме и да пријавиме кај надлежните институции, нема тие да постапат, бидејќи нема легален правен субјект против кој може да се направи пријава, прекршок и така натаму. Не може пазарната инспекција на физичкото лице дома да му влезе, останува да се пријави во сектор за компјутерски криминал при МВР, меѓутоа тие можат да го затворат профилот, ама нашите се многу досетливи по исто така тие што продаваат на социјалните мрежи, па многу брзо истите производи ќе ги видите со ново име, на некој нов профил и тука на вистина продолжуваат таа приказна со манипулирање. Постојано има некакви манипулации. Во текот на целата година, например, има поместувања кога почнува грејната сезона
имаме многу јавувања во делот на топлинската енергија, има грење, нема грење, слабо е, јако е и така натаму. Ако се наговести некое покачување на електричната енергија, често имаме реакции на цените, на сметките, дека ангажираната моќност им е поголема од она што потрошувачката на струја, па зашто е тоа така? Не е едно во нашево, да, точно. Постојано има некој, еве го сега иде полека идат летните одмори, па повеќе се патува, па тука има повеќе проблеми со туристичките агенции. Сега едно се ветува, друго на лице место таму, ако сте имале соба со поглед на море, ама сега не ви е на некој паркинг гледате и така натаму. Очигледно ние треба почесто да ве викаме за да отвараме сезонски вакви проблеми со кои се соочуваат нашите сограѓани во реалниот живот, но еве на кратко, бидејќи времето ни е толку, само кажете ни уште еднаш поконкретно каде да се обратат за одредена реакција или незадоволство. Значи, во организацијата на потрошувачи секако можат да се обратат секој работен ден од 10 до 2 часот, или на нашите телефонски броеви или на веб страната имаме и портал каде што можат да пишат, имаме мејлови оставено на кои што ни пишуваат, имаме профил на Facebook, значи на сите Организација на потрошувачи, канали, организација на потрошувачи. Слушнав во најавата агенција на потрошувачи и понекогаш знаат новинарите да не наречат така, па граѓаните имаат поголеми очекувања од нас. Ние сме Сдружение на граѓани, ако сме агенција, во тој случај би биле државна институција, меѓутоа секогаш сме спремни да помогнеме, да им дадеме совет каде за конкретниот проблем би требало да се обратат и можам да кажам дека како поминуваат годините, имаме многу успешност во решавање на проблемите директно со трговците. Значи, тука се решаваат на тоа ниво многу почесто проблемите. Убаво е вистински да се чуе ова и верувам и се надевам, сакам наредното ваше гостување да чуеме многу по убави резултати од сите овие ваши заложби и да имаме што позадоволни потрошувачи, а што помалку манипулатори. Така. Благодарам многу, Слободанче. Ви благодарам за разговорот, интересно навистина и корисно, како што каже Сузе, треба почесто да ни биде гостинка, да се едуцираме ние потрошувачите многу повеќе од колку што треба.